Почитувани сограѓани, ја известуваме јавноста во општина Гевгелија дека Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Гевгелија изразува разочараност и огромно незадоволство од нацрт стратегијата за интеграција на бегалците во периодот од 2017 до 2027 година, поточно од содржината на Националниот акцијски план за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија за 2017-2027 година, изготвен од страна на Министерството за труд и социјална политика. Почитувани, секој што подетално ги разгледал и ги анализирал овие два стратешки документи, може да заклучи дека новата влада се залага да ги реализира предложените поточки и мерки и тоа во предвидениот рок од 10 години. Зачудува фактот што владата на СДСМ заслепувачки се покорува кон директивите и насоките на меѓународните тела за интеграција на бегалците, истовремено заборавајќи ги социјално ранливите категории на кои ветуваше живот во изобилие на парламентарните избори 2016 година. Да подсетиме, со сегашните решенија се бара да се креираат најлесни и најбрзи процедури со цел да се обезбедат државјанства за стотици илјади бегалци на кои што за чудо им се откажува гостопримството во Западна Европа. Несватливо е како може државно земјиште да се користи за изградба на социјални станови за бегалците, државни установи да организираат забрзани курсови за обуки и вработување на бегалците во приватни фирми. Од сева ова се наметнуваат неколку прашања. До кога, господа од СДСМ, ќе ги подценувате македонските национални интереси? Дали сте свесни дека со прифаќањето на огромниот број на бегалци ќе се наруши демографската равнотежа во Република Македонија? Почитувани, со реализирањето на овој акцијски план ќе биде вовед во етнички и верски судири со големи последици, ќе донесе нарушување на социјалниот и политичкиот мир во Република Македонија, а македонскиот народ ќе биде народ од тој ред во сопствената држава. Уште еднаш покажавте дека успеавте да ги измамите македонските граѓани како што го направивте тоа со законот за јазиците. Малку време требаше да видиме дека власта ја посекувате исклучително за вашите теснопартиски и лични интереси. Но проблемот е што некои работи мора да ги испорачите на сметка на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија. Се ближат локалните избори и повторно ќе треба господа од СДСМ да излеземе пред граѓаните. Тогаш ќе се уверите што значи заслужена казна кога се лаже сопствениот народ. Ви благодарам.